Пред влезот на Министерството за внатрешни работи беа означени 2 паркинг места за хендикепирани лица, со што и символично оваа институција се вклучи во кампањата Паркинг наречен желба. Денес символично сакавме да покажеме дека токму пред Министерството за внатрешни работи како институција која е надлежна да ги имплементира законите не може да нема специјално одбележани места и токму затоа одлучивме подсетувањата на оваа кампања да ја направиме со промовирање на овие засега само 2 паркинг места определени за лицата со хендикеп и веруваме дека ова ќе побуди свеста кај многу граѓани, кај раководителите на многу институции каде што се уште не се определени вакви паркинг места, за да се потрудат во своето работење, односно со своето работење на оваа категорија на лица да им помогнат непречено да ги извршуваат своите секојдневни активности. Јанкуловски изрази жалење бидејќи во моментов повеќето институции не се прилагодени за хендикепираните лица. Во овој момент ние функционираме во згради кои се архитектонски проектирани пред повеќе децении, во време кога можеби ова прашање не било во центарот на вниманието на тогашните власти и архитектонските решенија не се многу пријателски кон лицата со хендикеп, меѓутоа тоа не спречува да се видиме, напротив, секогаш кога има потреба да се видиме, јас сум тука или ќе се видиме во нивните простори или ќе се видиме на друго место, се додека не се овозможат услови да имаат целосен пристап до институциите. Председателот на невладината организација Полио Плюс Звонко Шаревски подсети дека од почетокот на кампањата Паркинг наречен желба во 2005 година направени се над 300 паркинзи. Морам да ви кажам дека е лесно да се соработува кога има луѓе од збор. Ние на 3 декември со министерката не посети кај нас и се договоривме да ја реафирмираме оваа кампања. И еве како што гледате тоа се случува. Значи, ова не е само медиска кампања, има промена и во законските прописи, има промена во имплементацијата. И јас се надевам дека после оваа кампања ќе имаме многу повеќе вакви простори кои што ќе бидат празни се додека не дојде лице со хендикеп. Представници на полицијата, цивилната патрола и цивилната бригада во текот на проектот ќе вршат мониторинг и ќе дејствуваат кон несовесните возачи, за да ги почитуваат паркинг местата предвидени за лица со хендикеп. Прво ќе ги предупредуваат, следниот чекор е несовесните возачи да изберат помеѓу казна и обука, а последниот начин е парична казна. За пораките на овој проект да допрат до јавноста направени се беџеви со пораката паркинг за мена, а флаерите со порака каде ја паркиравте вашата совест ќе послужат како предупредување за граѓаните кои непрописно ги паркирале возилата.